Значи, Грција, која што не признава постојање на македонско малцинство, на турско малцинство и на албанско малцинство, не е нација со комплекс, а тоа што во Македонија некој се дрзнал да помисли подалеку или да ја толкува на свој начин историјата, тогаш станува збор за нација со комплекс. Тоа е двојниот стандард на Никола Димитров. Тврдите дека Македонија е нација со комплекс, затоа што ако го немало Александар Македонски, ние не знаеме кои сме. Тоа го изјави господинот Димитров. Но дали знае господинот Димитров кој ја донесе одлуката за изградба на споменикот на Александар Македонски во Скопје? Одлуката е донесена декември 2004 година од Советот на град Скопје со мнозинство гласови од советниците на СДСМ и на ДУИ. Прашајте го господинот Ахмети, ако не ми верувате мене, или земете го службениот гласник на град Скопје. Дали советниците од СДСМ и ДУИ, кога изгласале со пари од буџетот на град Скопје и од буџетот на Република Македонија да се гради споменик на Александар Македонски, биле советници со комплекс? Но тогаш министерот Димитров молчи затоа што има удобна амбасадорска фотелја во Вашингтон. Тогаш одлуката не го иритира. Тогаш одлуката не представува компрометација. Тогаш тоа не е комплекс за Македонија ниту за Грција. Тогаш е важно што македонските граѓани и даночни обврзници за 5 години амбасадорски мандат одвоиле $500,000 за платата на господинот амбасадор Никола Димитров. Тоа било важно, не било важно што е донесена одлука од СДСМ и ДУИ да се гради споменикот на Александар Македонски. Затоа молчи заради комфортот на позицијата. Потоа имаме следна ситуација. Господинот Димитров станува амбасадор, прво советник на господинот Груевски, а потоа амбасадор во Хаг. Проектот, врз основа на донесената одлука на мнозинството од СДСМ и ДУИ во градот Скопје, за градба на за него спорниот спомен обележје, почнува во текот на неговиот амбасадорски мандат во Хаг. 2009, 10, 11, 12, 13 година веќе се е завршено. Но господинот Димитров не дава оставка, не дава изјава, не укорува, не предупредува, не кажува дека тоа ќе ја наруши позицијата. Зошто? Затоа што даночните обврзници на овој искомплексиран народ, според него, исплатиле $600,000 за платите на господинот Димитров како амбасадор во Хаг. Значи тоа било битно, да има позиција, да има добра плата, а не е важно дали нешто се гради или некој одлучил нешто да гради, што господинот Димитров ќе го смета денес за нешто кое што нацијата ја прави искомплексирана, но кога тој е на позиција, тогаш нема проблеми и нема комплекси. За да си го покрие гафот, а особено да го покрие недостатокот на поддршка и легитимитет, кој што го нема на референдумот, за проектот кој што тој го подпиша, тврдејќи дека претходно ќе даде оставка ако не помине и Линденска Македонија, но веројатно фотелјата е поважна од оставката и од принципите, господинот Димитров прашува кој гласал за да се гради проектот 2014. Кој народ, кои граѓани го гласале тоа, дали имале референдум? Јас кажав, гласале советниците на СДСМ и на ДУИ во град Скопје, но кога сме кај народот и кај граѓаните, прашањето е кој го гласал господинот Димитров да биде амбасадор во Вашингтон, кој го гласал да биде амбасадор во Хаг и кој го гласал да биде министер. Овде господјата Раменски има зад себе 8 или 10,000 гласа. Господинот Трајко Велјановски во континуитет има 50, 60 или 70,000 гласови. Господинот Бранко Манојловски има зад себе 6, 7, 8 или 10,000 гласа. Господата од СДС, од ДУИ, од ДП, од ВМРО, ДПМН, од ГРОМ и од сите други, зад себе имаат легитимитет на гласови, со многу избори. За господинот Димитров ни еден граѓанин не гласал за тој да биде министер. Значи се работи за политичар без граѓански и изборен легитимитет, кој што сега го спори легитимитетот на народот и на граѓаните да говорат слободно за својот идентитет, држава, уставно име и историја. Доаѓаат претседателски избори, ќе биде многу добро да се проба оваа шанса. Да собере министерот Димитров 10,000 подписи, да се кандидира на претседателските избори и да види што значи да се добие или да не се добие изборна доверба.